Добар ден, почитувани. Се наоѓаме во период каде што земјоделското производство е во полнек, без разлика што сведоци сме релативно се ниски температури, високи температури за овој дел од годината, односно кога велам релативно ниски утрински температури, тука спред се мислам на температури кои што се движат околу 0, па често пати доаѓа и до минус 1-2, но сепак овие се необично релативно високи температури за овој дел од годината. Значи, средина на зимски период, но сепак може да кажеме дека владеат пролетни температури. Исто така, ова е период кога голем број на земјоделски производители, без разлика дали станува збор за полјоделци, лозари, овоштари, па и градинари, размислуваат и треба да употребуваат различни видови на ѓубрива, некои како основни ѓубрива, значи прихранување на основно зимско прихранување на виновата лоза, на вошките, други кај што е, пример, рано гринарството, предсадење, внесувањето на ѓубривата, прихранување со минерални, органски ѓубрива и така натаму. Затоа би сакал на почеток на денешнава емисија, овој мој прв прилог, да го посветам за информација на ѓубрината, односно начинот и употребата на одредени видови на ѓубрива. Ѓубривата според својата намена се делат на основни или стартни ѓубрива, а и ѓубрива наменети за дополнително прихранување. Исто така, според својот состав, се делат на минерални ѓубрива, органски ѓубрива и комбинација на органо-минерални ѓубрива. Во последно време има и посебен вид на ѓубрива, специјални ѓубрива, кои што се во групата на микробиолошки, значи составени од различни видови или соеви на бактерии и кои што служат за разградување на минералниот и органски дел и давање на достапни форми на хранливи елементи за самите растенија. Во минерални ѓубрива тоа се НПК комбинации, значи без разлика која комбинација станува збор, 3-15, 10-20-30, 8-16-24 и така натаму, а додека органски може да бидат чисто органски ѓубрива, потоа може да бидат ѓубрива кои што се богати со органски материи, хумусни ѓубрива или само хумусни ѓубрива и некоја комбинација. Знаеме дека многу одамна, уште пред 20-30 години, кога во нашава држава сточниот фонд беше на завидно ниво, пред садење на стално место, па и пред почетокот на вегетација, односно во зимскиот период, лозијата, овошките, па и другите земјоделски култури од градинарството, полјоделството и така натаму, ѓубре се внесува органски ѓубрива од типот на добро прегорено арско ѓубре. Но со текот на времето, прегореното арско ѓубре се помалку се користи, затоа што знаеме дека источниот фонд се намалува. Употребата на органските ѓубрива е од големо значење затоа што не само што се богати со потребните органски материи, каде што спаѓаат органските киселини, хумусните киселини, фулните киселини и така натаму, него исто така тие се потребни затоа што ја дават подобрата структура на почвата, а и често пати од овие природни органски ѓубрива се збогатени со бактерии, корисни бактерии, кои што понатаму вршат разложување и избогатување на плодноста или достапните форми на хранливи елементи за самите растенија. Но, нормално, со намалување на сточниот фонд мора да се употреби дополнително органски ѓубрива, односно внесување на готови органски ѓубрива во вид на палети или пелети, потоа органски ѓубрива во вид на зрна, кои што се богати, пример, со хумусни киселини и некои други органски материи и така натаму. Употребата на воопшто на органските ѓубрива, па и на минералните ѓубрива, пред се ќе зависи од агрохемиска анализа на почвата. Значи, најдобро е пред употреба на било кое ѓубре да се изврши агрохемиска анализа на почвата, за да видите колков е процентот или составот на почвата со азот, фосфор, калиум, потоа со некои микроелементи, исто колку е пехата, колку е ецето и колку има и калциум, што сето тоа влијае понатаму врз текот на ѓубрење на земјоделските култури.
Во колку не се изврши агрохемиска анализа на почвата и ѓубрењето ќе биде ставено како стикивно, односно ризично, затоа што знаеме дека постои така наречена антагонизам, односно блокирање на одредени елементи, хранливи елементи, минерални елементи во почвата кога се во поголем процент. Па во колку пример има многу фосфор, се блокира железото, во колку има многу пример калциум, магнезиум, пример азот, се блокира калиумот и така натаму. Кога станува збор за макроелементи, значи елементи кои што се усвојат повеќе од 0,2%, треба да нагласам дека тука спаѓа пред се азот, фосфор, калиум, калциум, магнезиум и така натаму. И овие макроелементи се карактеризираат со тоа што во почвата се со различна подвижност. Така, азотот во почвата е доста подвижен, односно лесно се промива и лесно се губи во подолните слоеви, недостапни за самите растенија. За разлика од азотот, пример, фосфорот е слабо подвижен и се натрупува во почвата, додека пак калиумот е средно подвижен. Ово го напоменувам затоа што често пати земјоделскиот производител употребува пример ѓубрива кои што се на старт богати со фосфор, притоа не мислејќи дали во почвата веќе има доволно фосфор и доаѓа, рековме, блокада, антагонизам и така натаму. Ѓубрењето со ѓубрива кој што е на база на азот, исто така треба да се обрне внимание на старт да е помалку, а во текот на вегетација, во однос на развитокот на самите растенија, да е во поголема мера. Исто така, би сакал да искористам ова прилика да нагласам дека и формата на азотните ѓубрива треба да е различна, односно знаеме дека пример кан представува калциум, амониум нитрат, е алкално ѓубриво затоа што пред се содржи калциум и во колку во почвата е пример пехата е или слабо алкална или алкална, значи над 7,5, додавање на поголеми количини или понатаму додавање на ѓубрива богати со калциум, дали како кан или некои други калциови ѓубрива, се ризикува да се врши засолување на почвата, односно на подигање на почвата до ниво каде што не може да растенијата нормално да растат и да се развиват. Нормално треба да се води сметка на ецето, но ецето понатаму е важно при прихранување, дополнителна прихрана во текот на вегетација. Ова, почитувани гледачи, е сосема кратко што сакав да обрнам внимание за денешнава емисија. Значи, обрните внимание за ѓубрењето, употребата, изборот на ѓубрењата. Ќе напоменам уште еднаш. Агрохемиска анализа на почвата преходно со цел да се дознае составот на почвата и нормално во колку не се внесуваат прегорено арско ѓубриво, покрај органските и минералните ѓубрива, поубаво и задолжително да ги употребите ѓубривата кои што се богати со гранулисани ѓубрива, со микроорганизми, односно со корисни бактерии за растенијата. Сведоци сме дека времето во овој период е доста необично. Значи, велам, доста необично, зимски период, средина на зимата, средина скоро на месец јануар, зимски месец, каде што температурите во текот на денот знаат често пати да изненадат, па се над 5, 6, па и 10 степени Целзиусови, повеќе личат на пролетни во текот на денот, него на зимски температури, а во самите фоли температурите знаат да достигнат и на 30 и повеќе степени Целзиусови. Ќе искористам ова прилика да ги информирам сите оние производители на раната зелка, дека раната зелка всушност спаѓа во групата на ладнолюбливи растенија. Значи, оптимална температура за развој на раната зелка, која е на стално место, се движи околу 17 степени Целзиусови. Во колку температурите се многу повисоки, кои што се пропратени со висока влажност на воздухот, може да дојде до деформација на листовите на зелката на растенијата, а во колку е во фаза понатаму на мотање на главите, обично тоа е месец февруари, март, тогаш може да се формираат глави кои што се мали, кои што слабо се формираат и збрчкани листови. Затоа земјоделскиот производител треба да води сметка кај зелката, која е ладнолюбливо растенија, овие температури да не смеат да бидат повисоки од 20 степени во текот на денот, во текот на сончевиот период, а навечер нормално температурите можат и треба да се држат на овој оптимум, значи околу 8 до 10, 12 степени Целзиусови, со цел зелката нормално да расте и да се развива.
Сведоци сме дека голем број на земјоделски производители имат малку помодерен начин на производство на зелката, односно употреба на агрофилц, агрил, кој што е најчесто со дебелина 21, и карактеристично е со тоа што овој агрофилц се става врз самата зелка. Значи, не смета врз раст и развој на зелката, него напротив, создава една микроклима. Пожелно и препорачливо е во текот на денот, кога е сончево времето, да се отвара овој агрофилц, а исто така, во колку е надвор малку потопло, над околу 10 степени или повеќе, и да се отворат луфтата на фолиите, оранжериите, да дојде до патна температурата на некоја граница околу 15-17 степени Целзиусови. На тој начин се намалува влажноста на воздухот, се намалува температурата, а исто така агрофилц, уште еднаш ќе повторам, се трга. Во колку пак денот е облачен, во колку денот е дожлив, тогаш нема потреба од тргање на агрофилцот во текот на денот и се стои нон-стоп и навечер и денски, со тоа што се создават оптимални идеални услови. Според голем број истражувања, докажано е дека растенијата кои што се одгледуваат под агрофилц, зелката, не само што дава поквалитетни плодови, односно главици, него исто така пред се карактеризира со тоа што дава плод или бербата е за некои си 15 до 20 дена поголем. Значи, мој совет, моја препорака е употреба на овој агрофилц, осовременување, но нормално рековме да се води сметка во однос на овие температури, односно начинот на покривање или откривање, или односно стоењето на овој агрофилц. Втор, абиотски фактор представува влагата, односно да се внимава да не треба растенијата да се остават суви, без разлика дали станува збор за растенија кои што се на стално место, без разлика дали станува збор за растенија кои што се во овој период се растенија во расад, како што е растенијата кај што се краставици, односно пред се тука е пиперот, раниот пипер, пота доматите, некои краставиците во полн процент веќе ги имат, почнат да ги садат и негде има поникнување и така натаму. При тоа, при наводнување треба да се води сметка да има равномерно, почесто наводнување, а во колку е на стално место, пример систем капка по капка, кој што е најчесто, кај зелката или во бразди, да се води сметка при наводнувањето да не се топат или влажат растенијата со цел да не се дозволи да дојде и прво и основно да дојде до формирање, односно стартување на болести и формирање на одредени црни дамки, гниење и така натаму, што доведува до уништување или на растенијата или понатаму слаб квалитет, кој што нормално или таа главица или тој плод нема да се откупи или со доста ниска цена. И покрај температурата, влагата, светлината како абиотски фактор е доста потребно. Особено, пример, светлината, кај што рековме во фолиите, тука голем нема удел, но кај што се леите, треба да се нагласи пожелно и при дожливо време и кога е облачно, да се отворат леите, нормално температурата во фолијата да се движи, бејќи доматите, краставици се ладнолюбливи растенија, топлолюбливи растенија, не треба температурата да биде пониска од плюс 15-17 степени Целзиусови, значи во една граница каде што може да се затопли фолијата, мајката и тука да се држат на дифузна индиректна светлина, за да можат растенијата нормално да растат и да се развиват. Спомнавме, почитувани гледачи, дека овој период кога е потребно да се врши и редовна хемиска заштита на самите растенија, период каде што треба да внимаат земјоделските производители за здравствената состојба на самите растенија. Без разлика дали станува збор за домати, пипер или најчесто сега на краставици. Затоа би сакал да ве потсетам за некои препарати кои што ги увезува и дистрибутира фирмата Армахем Агро Скопје, како што се Скато, Синмек, Кентан и други. Ќе спомнам за Скатото, кој што представува контактно желудачен инсектицид. Се карактеризира со тоа што ги сузбива или уништува сите инсекти кои што вршат гризење и џвакање, значи кои што имат устен апарат за гризење и џвакање. Може да се употреби кај сите култури и пред се, кај зелката, доста е актуелен и може да се употреби во доза од само 5 мл во 10 литра вода или концентрација 0,05%.
Нормално, скатото може да се употреби кај другите култури, или еве пример на терен се приметува кај житните култури, како резултат на сончево и топло време, се јавува помасовна појава на некои инсекти кои што ги грицкат младите личина на житните култури. Синмек исто така инсектицид, но од групата на акарициди и инсектициди, значи успешно служи за сузбивањето на не само акарите, фитофагните пајачина, него успешно служи за сузбивањето на исто трипсот. Доза на употреба е 5 во ова рана фаза 5 мл во 10 литра вода. Исто така може да се употреби кај сите гренарски култури. Може да се оди и во комбинација со скатото, со цел да се фатат и инсектите кои што грицкат, и инсектите како што се пример трипсот, кои што имат специфичен апарат за шмукање, односно прават специфични повреди. И на крај би сакал да проговорам нешто за кентанот 42G. Кентан 42G се карактеризира со тоа што е фунгицид, бактерен фунгицид, има 40% активна материја, бакар, со тоа што служи успешно за зимско третирање на овошките и на виновата лоза и понатаму за сузбивањето на бактериите или бактериозите кај самите растенија во текот на вегетација, особено од групата на гренарски култури. Но покрај редовната заштита, исто така треба да се внимава и на прихраната. Тука ќе спомнам од Агроуник Македонија 2. Тоа е Energy Aqua и Amixol. Energy Aqua се карактеризира со тоа што е органско ѓубриво богато со хумусни киселини на преко 16%, збогатено и со фолно киселини, органски киселини, млечна, лимонска и други органски киселини, исто така богато со потребните микроелементи, железо, манган, цинк и така натаму. Може да се употреби во систем капка по капка, но најдобро во прскање при фолиарна апликација. Доза на употреба, најдобри резултати при фолиарна апликација изнесува 7 мл или 0,07%, односно 7 мл во 10 литра вода. И амиксоло се карактеризира со тоа што е составен од природни L-аминокиселини, растителни L-аминокиселини, не е фитотоксично, препорачува сега да се употреби како на расодот, особено и кај зелката на стално место, затоа што сведоци сме дека температурите се доста променливи, често пати има топло време, ладно време, кој што создава одредени проблеми. И сосема накрај, од Тапан пластик, ќе ве подсетам на агрофилцот, кој што е 21, дебелина 21, еден од најупотребуваните агрофилци за земјоделско производство. Велам најупотребувани затоа што не само што дебелината е доста квалитетна, значи 21, едно поголемите дебелини, него исто така и цврстината и квалитетот му дава големо значење. Значи растенијата кои што се покриени или каде што агрофилцот е употребен, за 15 до 20 дена е пример на зелката, дава побрзи род, побрзо доаѓа до сечење на главиците, а исто така поголем квалитет затоа што влијае врз квалитетот на самите растенија. Исто така Тапан пластик кој што се наоѓа на почетокот на патот за Кванташкиот пат за Просениково, третиот објект, од која ќе се скршнува од транзитниот пат, исто така продава и чепови покрај систем капка по капка, сите видови на систем капка по капка и чепови за систем капка по капка. Особено овие чепови се доста актуелни, затоа што од двете страни се со иста големина. Значи, не само што излезоте FI16 пример, него излезоте FI16 или FI17, што овозможува да дојде рамномерен проток и поголем проток на вода, а со тоа што е многу важно, доаѓа побрзо и поквалитетно наводнување во сите услови. Велам во сите услови, значи при послаб притисок, по нерамни површини, доаѓа побрзо накапување и поквалитетно накапување и наводнување на самите растенија. Почитувани гледачи, знаете дека во нашава земјоделска емисија покрај едукативниот дел кој што го емитуваме во првата половина или првиот дел на оваа емисија, во втората половина или на крај доаѓа така наречен информативен дел, каде што моите колеги од информативната редакција на ТВ канал ВИС прават или дават прилози и информации од областа на земјоделието.
Па сега предлагам да видиме што е актуелно во врска со земјоделието, прилог подготвен од моите колеги од информативната редакција на ТВ канал ВИС. Па да ги погледаме. Тутунот од ланската реколта во Струмичкиот регион е откупен по просечна цена од 285 денари, тврдат земјоделските тутунарски здруженија. Откупните компании своите пунктови во Струмичкиот регион дел ги имаат затворено, а дел пак ги превршуваат со откупот. Според информацијата од Здруженијето Басмак од Василево, годинава за разлика од лани, тутунарите се задоволни од откупните цени, иако не во целост, бидејќи производствената цена на 1 килограм тутун изнесува околу 245 денари. Првиот човек на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Николовски тврди дека годинашнава просечна откупна цена, која што е највисока, е резултат на континуираната поддршка на тутунарите од страна на институциите. 2017, 18 и 19 кога заеднички со промената на моделот и со целокупната активност на Министерството, на инспекторатот, бевме постојано на секој еден откупен пункт, придонесовме да навистина порасне откупната цена и тогаш имавме 215, 217, 219 денари, што исто така беше својвиден рекорд. Фактите и податоците говорат дека и денеска имаме рекордна откупна цена и дека таа од ден на ден расте, така да секако дека зголемената поддршка, новиот модел на субвенции, зголемената грижа од страна институциите на државата за тоа како тече самиот откуп доведуваат до рекорден број на склучени договори и до рекордна откупна цена која што имаме оваа година. Според тутунарските здруженија, производството на тутун во Струмичко се намалува од година во година, а ланското производство е помало во споредба со 2021 за околу 20%. Годинава од овој регион предадени си и откупени околу 1 милион килограми тутун, но годинашните прошечни цени за гарантираниот откуп може повторно да го вратат тутунопроизводството во регионот. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија. Ви благодарам што и овој пат бевте докрај со нас, ве повикувам да не следите наредната недела во истиот термин. До гледање.